Добро вечер во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Продолжи судењето за трагедијата во Кочани. Со скршен глас и длабока тага сведочеа мајките на 3 од загинатите деца. 11 години затвор доби Фатон Љури за прегазувањето на Југослав Николовски на пешачка патека покрај Вардар. Јасно покажува висок степен на негрижа, несовесност и опасно дивење, за кои нема оправдување. Собранието распиша оглас за нов државен обвинител. Речиси едногласно донесен и новиот закон за судски совет, прв од реформската агенда. УЈП ги разбира чувствата и загриженоста на граѓаните што протестираа, но останува на намерата да ги даночи приходите од странство. Трамп и Зеленски на Флорида договорија се, освен прашањето за територијата. A little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding. Со потресни сведоштва на мајките на загинатите Андреј Петрушев, Драгана Минова и Надица Наунова, во судницата во затворот Идризово продолжи судењето за трагедијата во кочанската дискотека Пулс. Тие раскажуваа за последните моменти со своите деца и ужасот што го затекнале на местото. Сведоштвата ги пренесува Јорданчо Цветановски. Завидувам на личноста која е најодговорна за смртта на моето дете, бидејќи неговиот син е до него, а моето ме напушти. Со овие зборови мајката на загинатиот 24 годишен Андреј Петрушев сведочеше на судењето за пожарот во качанската дискотека Пулс, алудирајќи на прво обвинетиот Дејан Јованов Деко, собственик на дискотеката, и неговиот син кој исто така обвинет. Мајката детално го опиша ужасот во болницата во Кочани и негирањето на реалноста кога го видела телото на својот син, кој немало видливи изгореници. Таа додаде дека незиниот друг преживеан син Кристијан до денес се бори со тешки трауми и кошмари, обвинувајќи се себе си што не успеал да го извлече брат му од огнот. Пред дискотеката имаше премногу тела. Сопругот се упати во дискотеката да ги бара, а ја се наведнав да ги превртувам децата за да видам дали некој од синовите е тука. Го барав Андреј, оти за Кристијан ми рекоа дека го виделе. Кога стигна во болницата, таму ме дочека уште поголем ужас. Цел ходник беше со легнати деца на подот, на клупите, исцрнети до непрепознавање, некои изгорени. Кога го најдов другиот син Кристијан во една соба, тој ми кажа дека не успеале да го спасат Андреј. Животот ми е поделен напред и после 16 март. Во овој момент можам да кажам дека завидувам на една личност која е најодговорна за смртта на моето дете. Оти неговиот син е до него, а мојот не е до мене. На судењето сведочеше и Ирена Минова, мајка на 16 годишната Драгана Минова, која исто така го изгуби животот кобната вечер. Каже дека ако сите кои сега велат дека помагале, немало да има толку жртви и побара признавање на вина од обвинетите. Кога стигнавме таму беше тажно да се гледа како млади детски животи се борат за сопствениот живот. Во близина на диското го видов Михаил, синот на газдата. До него стоеше полицаец, стоја и гледаа додека деца извикуваа и бараа помош. Ако сите кои сега како што викаат помагале, немаше да има ни една жртва. Помагаа само оние што починаа. Ја барав мојата ќерка и после го видов сопругот стоеше покрај неа. Мислев дека само е онесвестена зашто на неа немаше видливи повреди. Откако ја однесовме во болница, свативме дека веќе била почината. Нашите деца беа убиени, задушени. На обвинетите сакам да им кажам, од вас не барам сожалување, туку барам да ја признаете вината. Со секој ваш потпис на секој документ ја потпишавте судбината на нашите деца. Габриела Наунова, мајка на починатата Надица, беше последната која сведочеше на рочиштето. Таа пред судијката кажа дека слушнала како синот на собственикот на Пулс се распрашувал дали кобната вечер ќе има рација во дискотеката и добил потврда дека немало да има. Кога пристигнав таму вечерта, видов пожарникарско возило, а не и пожарникари. Дури кога на неколку полицајци им реков да ми помогнат да го качиме детето во колата, тие не сакаа, бидејќи Пулс беше единствената дискотека во Кочани. Таму излегуваа многумина од тие што седат тука. Излегуваа инспектори од полиција, градежни инспектори и градоначалници. Има слики секаде од Ратко Димитровски. Никогаш не помислував дека така работела дискотеката. Лично ја имам видено таму и инспекторката Христина Николовска. Таа и Михаил, синот на газдата Деко, и во
Во мое присуство разговараа. Еднаш кога бевме во другиот локал Класик, Михаил ја прашуваше Христина дали вечерта ќе има рација во дискотеката. Таа му кажа дека вечерта ќе има овде во Класик, а не во дискотеката Пулс. Инаку пред почетокот на денешното рочиште, судијката Дијана Груевска-Илиевска информираше дека мобилен телефон со сим картичка бил пронајден во келијата на првообвинетиот Дејан Јованов Деко, пошто го опомена дека во иднина ќе забранат посети ако се повтори ваква ситуација. Следното рочиште е закажано по празниците на 14 јануари. 11 години затвор пресуди Скопскиот кривичен суд за 25-годишниот Фатон Љури, обвинет за смртта на пензионерот Југослав Николовски, кој на 1 јули годинава беше прегазен на пешачката патека на кеот на Вардар. Дополнително, на Љури ќе му се суди и за тоа што го напуштил местото и не му пружил прва помош. Сања Трајковска Ставров. Судот обвинетиот го осудува на казна затвор во траење од 11 години. 25-годишниот Фатон Јури, кој со мотор на пешачка патека смртно го пригази Југослав Николовски кај паркот на франкофонијата, е виновен за кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, пресуди кривичниот суд, откако на самиот почеток од судската постапка и обвинетиот призна вина. Покрај затворската казна од 11 години на Јури му е изречена и забрана за управување со мотори во траење од 5 години, која ќе започне да се применува по правосилноста на пресудата. Во образложението на одлуката, судиката Снежана Марковска нагласи дека делото е сторено со евентуална умисла, бидејќи обвинетиот бил свесен дека со движењето по пешачка патека ги крши сообраќајните прописи и може да предизвика штетни последици. Со неправилно управување со мотоцикл, за кој немал ниту возачка дозвола за управување, на пешачка патека, строго определена за движење на пешаци и со таква неприспособена брзина, при што со својата несоодветна постапка, обвинетиот директно го довел во опасност животот на други лица, предизвикувајќи тешки телесни повреди и смрт, што јасно покажува висок степен на негрижа, несовесност и опасно дивење, за кои нема оправдување. Семејството на загинатиот Југослав Николовски со солзи во очите, држејќи се еден со друг за раце, ја слушаа пресудата, додека судиката појаснуваше дека на Јури му се продолжува мерката притвор се додека одлуката не стане правосилна, како и дека против првостепената присуда дозволена е жалба до апелација. По пресудата ниту членови на семејството, а ниту адвокатот на Јури не говореа јавно. Обвинителството го товари Јури и за друго дело, кое се води во одвоена постапка за непружање помош на повредено лице по сообраќајна несреќа, дело за кое тој не призна вина. Тој процес се уште е во тек. Трагедијата се случи пред околу 6 месеци, кога Југослав Николовски им подлегна на повредите откако во него Јури влетал со мотор. Според тврдењата на блиските, Југослав вечерта излегол надвор да фрли ѓубре, а беше прегазен на пешачка патека, буквално пред неговиот дом. Судот во Кавадарци му изрече казна до животен затвор на 43 годишниот С.И, откако тој ја призна вината за убиството на својот помлад брат, соопшти основното јавно обвинителство Кавадарци. Според обвинението, злосторството било извршено на 27 јули годинава, на денот кога жртвата Илија Иванов го славил својот роден ден. Меѓу двајцата браќа избила расправија, бидејќи обвинетиот верувал дека брат му има намера да го преземе целиот имот. Воден од користолюбие и силни негативни емоции, С.И го лишил од живот својот брат во домот на жртвата. Во деновите што следеле се враќал повеќе пати со цел да го прикрие делото. Ги отстранувал трагите и го поместувал телото, кое подоцна било сокриено во помошен објект во дворот. Грците не запираат со реакциите по забраната на македонски песни во Лерин. Последни во низата се Сдруженијата на музичари. На 2 дена пред крајот на годината, Собранието речиси едногласно го донесе новиот закон за судски совет, кој е дел од реформската агенда. Поддршка даде и опозицијата и покрај одредени забелешки. Дополнително, Собранието распиша и оглас за нов државен обвинител кој ќе трае во следните 15 дена. Деталите ги има Ивана Стојановска.
Со 73 гласа за во собранието изгласан новиот закон за судски совет. Иако во текот на расправата упатија низа забелешки, сепак за законските измени гласаше и пратеничката група на СДСМ, откаде посочија дека даваат подршка само затоа што законот е дел од реформската агенда. Претходно порачаа дека изборот на нови членови во судскиот совет требало да биде по принципот на антикорупцијска, како и дека законот бил донесен без јавна дебата, а измените повеќе биле козметички отколку суштински. За владеачкото мнозинство пак новото законско решение е во целосна согласност со препораките од оценската мисија на ОПСЕ и мислењето од Венецијанската комисија. Препораките и од Венецијанска комисија и од оценска мисија дека изборот на членови на судски совет кој ги бира оваа собрание треба да се направат по моделот како ние бираме членови и председател на ДКСК. Венецијанската комисија немаат забелешки на ваквиот начин за изборот на членовите. Само тоа што има помал број на членови е една од разликите. Инаку по структура, начинот на избор, по методологија е ист. Венецијанската комисија проценила дека вака понудениот нов закон апсолутно значи подобрување и во квалитет и во процедурата за избор на нови членови на судски совет. Нема радикални резови какви што нас како држава која е заглибена во византиска корупција, ова е ендемска форма која е нечуена, ја менуваме со козметички измени на закон. Донесувањето на новиот закон за судски совет веднаш беше поздравено од Министерството за правда. Оттаму порачаа дека ќе обезбеди независен и транспарентен судски совет кој ќе биде силен гарант за владењето на правото и враќање на довербата во судството. Клучните законски измени предвидуваат зајакнување на критериумите за избор, одговорност и разрешување на членови од редот на судиите, јасни правила за дисциплинска одговорност на судиите, прецизирање на терминот истакнат правник, како и поголема транспарентност во работата на судскиот совет. Собранието кое предлага тројца од членовите во судскиот совет веќе предложи еден од нив да биде Албан Кадриу, кој доби подршка од надлежната собраниска комисија. Носењето на новиот закон за судски совет го чекаше и председателката Силјановска Давкова, која треба да номинира двајца членови во највисокото судско тело, а за кој беше децидна дека треба да поднадлежат на заострените критериуми предвидени со овие законски измени. На денешната седница со 63 гласа за беше усвоен и предлогот за објавување оглас на избор на нов јавен обвинител, кој следува по оставката на Љупчо Коцевски. Огласот трае 15 дена по неговото објавување во службен весник, а критериумите кои ќе треба да ги исполнат кандидатите се 10 годишен непрекинат работен стаж како јавен обвинител или судија од областа на кривичното право. УЈП останува на намерата да ги даночи приходите на македонските граѓани заработени во странство, доколку не докажат дека тие еднаш веќе биле оданучени. Било дека ги разбираат чувствата и загриженоста кај луѓето што излегоа на протест, но решени се доследно да го спроведат законот, иако нема објаснување зошто се чекало 5 години. Сандра Спасовска. Управата за јавни приходи не размислува за пролонгирање на рокот за оданачување на приходите остварени во странство во 2020 година и покрај протестот в петокот на засегнати граѓани од Куманово. Од УЈП во одговор на новинарско прашање на Канал 5 велат, даночните постапки се водат поединечно во рамки на законските можности, секој граѓанин има право да се обрати до надлежната даночна канцеларија и да ги искористи механизмите што ги предвидува законот во конкретната ситуација. Од управата посочуваат и дека ги разбираат чувствата и загриженоста кај дел од граѓаните, но воедно велат го ценат и фактот што се поголем број граѓани ја препознале и прифатиле својата законска обврска. Граѓаните може да бидат уверени дека постојат јасни правила и меѓународни механизми со кои се спречува двојно оданачување. Никој даночен обврзник нема да биде обврзан да плати данок два пати за ист доход, и во странство и во Република Македонија, доколку достави соодветни докази за веќе платен данок. Целта на активностите не е санкционирање, туку воспоставување еднаков и правичен третман на сите граѓани пред законот, без разлика каде е остварен доходот. Велат од УЈП, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска пак на денешниот брифинг со новинарите не сакаше да ја коментира состојбата. Вели закон за ДДВ имаме, а управата за јавни приходи има директор. Одговорите
Зошто 5 години не се наплаќал данокот треба да се бараат од УЈП. На брифингот една од темите беа и 26 финансиски друштва во земјава за брзи кредити. Од Министерството велат кај нив се прават редовни контроли. Досега биле изречени бројни опомени, но и казни, а Кучовска најави измени во регулативата. Само за една година регистрирани се над 200.000 договори за брзи кредити. Има одредени пропусти во договорите. Пример, доколку максималниот износ што треба да се врати е 30.000 денари. Има друштва кои прават злоупотреби и излегуваат надвор од таа рамка. Не се одземаат лиценците бидејќи многу луѓе се задолжени, а тие друштва им наплаќале повеќе пари и сега треба да ги вратат. Доколку се затворат средствата, нема да им бидат вратени, појасни Кучовска на брифингот. Во однос на задолжувањето на државата за следната 2026, министерката рече дека се разгледуваат повеќе опции, како што посочи сервисирање на старите обврски, односно се размислува за земање на 2 еврообврзници од по 500 милиони евра во првото тримесечие следната година. Владата самата нема да интервенира во законот за минимална плата. Премиерот Мицкоски повтори дека не се против незино зголемување и ќе прифатат корекција само доколку предходно за тоа се усогласат синдикатите и работодавачите. Мицкоски се повика и на податоците на Евростат, кои, како што рече, покажуваат дека куповната моќ на минималната плата кај нас е на ниво на Грција. Јана Јосифовска. Секој договор за минималната плата што ќе го постигнат работодавачите и синдикалците, владата ќе го поддржи, вели премиерот Мицкоски, кој го повтори ставот дека на владата и одговара зголемување на минималната плата, но таа како посредник во социјалниот диалог ќе почека прво да се договорат работодавачите и работниците. Според Мицкоски, бројките на Евростат покажуваат дека куповната моќ на минималната плата во Македонија е поконкурентна споредено со земјите од регионот, а потрошувачката кошница во државата, како што кажа, е најниска во Европа. Евростат има објавено за првата половина на годината куповната моќ на минималната плата колкава е. Ние се наоѓаме на средината и сме далеку поконкурентни, да речеме, од Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија и така натаму, сме рамо до рамо со Грција, да речем. И единствена земја која што споредено прва половина 25-та со прва половина 24-та куповна моќ на минимална плата има зголемување. Кај сите има или стагнација или намалување. Според премиерот, стапката на сиромаштија во земјава и нееднаквоста на доходите се намалуваат, кој најави повеќе владини мерки за повеќе детни семејства и ги повика младите парови да се реализираат како родители. 2016 до 2024 имаме за 6000 помалце родени бебиња. Ако е една училница од 20 ученици, тоа значи 300 празни училници имаме сега. И ако една училница е долга 20 метра, имаме 6 километра празни училници. Прилика вака изгледа изумирање на една нација. Можеби има поединци кои што на социјалните медиуми, а се дел од оној талог на општеството за кој што зборувам, ке се исмејуваат, но верували или не, овој Джини индекс во Македонија во 2024 година за прв пат е под 30% во последниве 30 години и е подобар од, да речеме, европскиот просек. Коментирајќи ги последните статистички податоци за сиромаштијата во земјата, Мицкоски истакна дека стапката се намалува споредено со пред 4 години. Во 2020-та стапката на сиромаштија била 23%, во 2023 година била 22,2%, додека во 2024-та е најдобра досега и изнесува 21,9%. СДСМ и денеска одржа пресконференција поврзана со тендерот за чистење во Македонски пошти вреден 1,2 милиони евра што го добила фирмата Клининг, за која обвинуваа дека е блиска до партијата Знам. Велат дека од свиркач добиле писмо во кое се опишува начинот на кој годишно се испумпуваат 300.000 евра. Само во 4 до 5 подружници има по 2 вработени и работат само неколку часа дневно. Во другите 10 подружници има само по 1. Во пошта 2 само 6 до 7. Недостасуваат 14 хигиеничари, значи тоа се над 560.000 денари месечно.
Постоечките 25-26 хигиеничари работат само 50% од времето. Тоа се нови 550.000 денари. Заедно со другите давачки, уште 200.000 денари, доаѓаме речиси до 25.000 евра месечно. Тоа се 300.000 евра годишно. Ете ја шемата, ете ја корупцијата. ВМРО ДПМН и денеска побара одговор од СДСМ и лидерот на партијата Венко Филипче на каков начин ја стекнал, како што велат, златната виза за Дубај. Јавноста заслужува одговори за потеклото на златната виза на Филипче со оглед на тоа дека тој не бил, како што СДС кажа, градежник, туку доктор. А со докторска или пак пратеничка плата Филипче не би стигнал за 20 години кариера до таа сума на пари, односно минимум 500.000 долари. Затоа Венко треба да одговори како дошол до недвижност или инвестиции во Дубај. Дали тендерите и анексите кои ги говоревме на пресконференции за предмети кои јавниот обвинител Коцевски му ги чуваше во фиоки, му овозможиле на Филипче токму ваков луксус. Владата и Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги денеска подпишаа продолжување на договорот за партнерство за ремедијација на малата депонија контаминирана со линдан, лоцирана во поранишната фабрика УХИС во Скопје. Како што се навидува во соопштението, продолжувањето на договорот обезбедува дополнителни 12 милиони евра финансиски средства, обезбедени од владата и воспоставува период на имплементација од 3 години, во кој се очекува да бидат завршени сите преостанати работи на терен и целосно да се изврши ремедијацијата на малата депонија. Ремедијацијата на малата депонија на локацијата УХИС, која се состои од 5 бетонски базени, започна во 2021 година. До сега се ископани и испалени 1969 тони отпад и 586 тони на контаминирана почва, приближно 60% од планираното чистење. Заврши реконструкцијата на клиниката за гинекологија. Инвестицијата е вредна 2 милиони евра. Директорката Ирена Алексиовска-Папастиев соопшти дека расте и бројот на новороденчиња на клиниката. Таму беше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 200 бебиња повеќе се родени во 2025 година во однос на 2024 година. Бројката на 4000 бебиња во просек е надмината оваа година на клиниката за гинекологија и акушерство. Директорката на клиниката Ирена Алексиовска-Папастиев објасни дека и покрај реновирањето на болницата, трендот на раѓање на клиниката е во пораст. Во пораст и лапароскопските операции. Денеска реновираниот дел на клиниката беше представен пред премиерот Христијан Мицкоски, министерот за здравство Азир Алиу, директорот на фондот Сашо Клековски и пред колегите од другите клиники. Реновиран е целосно надворешниот дел од клиниката, каде атмосферската вода нема да оди во долниот дел од болницата. Ходникот, специјалистичките амбуланти, каде има и по 73.000 годишно прегледи, лабораториите и нова опрема, како едукација на кадар и акушерки сестри. Минимално инвазивната хирургија и до 9 пати за тотална лапароскопска хистеректомија зголемена. Ако во 2023 се вршеле само 10 операции на овај начин, веќе лани 120. Воведени се и нови методи, како што кажав, а онаа бројка која што најмногу ме радува е тоа што по отварањето на школата, реобновувањето на школата за психосоцијална подготовка на бремени пациентки и воведување на безболното породување, повторно ја надминува 4000 раѓања оваа година. Значи, предмалку се породи 4026-то дете. Министерот за здравство посочи дека и доброто менаџирање од страна на директорот носи добри резултати. Видиме инфраструктура која што е инвестирана од страна на самата клиника. Тоа кажува дека директорката и менаџментот на оваа клиника знае да менаџира со клиниката и со финансискиот дел. Тука се веќе инвестирани над 34 милиони денари, над 2000 метри квадратни инвестиција во целото приземје. Вкупната инвестиција во клиниката за гинекологија и акушерство од страна на владата изнесува 2 милиони евра.
Ова беше последна информација во централните вести. Бидете со нас и во вечерните во 20 часот и 45 минути. Пријатно.